почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Ново убиство во Рашче. Според најновите информации, усмртено е едно лице од огнено оружје, од кое е пукано од возило со бугарски регистарски таблички. Македонија се повеќе наликува на некое воено жариште, а не на држава во Европа. Спасовски наместо да го чува јавниот ред и мир, оди по партиски митинзи. Полициски инспектори, наместо во расчистување на крвни деликти и обезбедување на безбедноста, се во првите редови на митинзите на Пендаровски. Заев, Спасовски и Пендаровски мора да одговорат дали полицискиот службеник Елмах Шкрета, кој го нарече Заев икона, бил на работа како полицаец и во исто време се појави на партиски митинг на Пендаровски. Зошто Јовче Ременски и останатите полициски службеници, наместо да го чуваат јавниот ред и мир, се во првите редови на митинзите на Социјалдемократскиот сојуз? Ова ли е професионализацијата која ветуваше господине Заев? Почитувани, власта е избезумена и во страв ја злоупотребува полицијата за да ги шиканира граѓаните. Наместо да брка криминалци, полицијата брка недолжни граѓани. Пендаровски знае дека ќе изгуби и во вториот круг и затоа вчера во Градско Спасовски пушти полициски службеници кои казнувале членови и активисти на ВМРО-ДПМН без никаква причина. Во текот на вчерашниот ден, 2 возила на сообраќајната полиција и неколку инспектори во цивилка извршиле буквална опсада на Градско и изрекле преку 100 казни за нивните возила. Полицијата буквално им влегувала по куќи на граѓаните и ги казнувале за возилата паркирани пред домовите на луѓето или пак во самите дворови. Барани им се сообраќајни и им се прегледувани возилата. Без причина, само затоа што се членови на ВМРО-ДПМН. Од тука ќе испратам јасна порака. ВМРО-ДПМН го осудува злоупотребувањето на власта. Полицијата не смее да служи како алатка за притисок. Одговорност за ова, како за наредбодавачите, така и за директните извршители мора да има. Уште еднаш ќе ви порачаме. Ниту една закана, уцена или притисок нема да ги исплашат нашите граѓани. Идат подобри времиња. Гордана Силјановска Давкова е идната председателка на Македонија, која што ќе донесе право и правдина. Тоа е почетокот на промените и враќањето на демократијата во Република Македонија. Ви благодарам.